Почитувани, вие ја слушате и гледате Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Во останите минути за најактуелните теми во Македонија ќе разговараме со нашиот и ваш гостин, господинот Стефан Андоновски, меѓународен секретар на ВМРО ДПМН и член на Советот на град Скопје, кого го покануваме да ни се придружи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал, бидејќи гледаме дека видеолинковското поврзување веќе е воспоставено. Господине Андоновски, добро ви утро и добри дојдовте на Македонски корени. Добро вечер, поздрав до сите гледачи и слушатели, се надевам дека добро се слушаме и дека ќе имаме уште една интересна емисија, да можеме да продискутираме некои интересни и прашања кои што се од интерес на вашите гледачи. Така. Добро ви утро и од мене, господине Андоновски. Ви благодариме што ја прифативте поканата за денес. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите слушатели и гледачи од целиот свет, докаде што има македонци и подржувачи на нашиот род македонски. Се надевам и јас и се надевам дека ќе успееме да разјасниме некои дилеми кои што постојано се појавуваат во политиката во Македонија. Така. Председателот Мицковски заедно со подпредседателите Муцински и Николовски беа во Брисел на средба со високи представници на Европската Унија. Со кого се сретнаа и зашто разговараа на тие средби? Предпоставуваме дека намаса беа и двата предлози кои Мицковски му ги понуди на Ковачевски за време на лидерската средба. Какви препораки и насоки добија? Дали меѓу нив има и такви кои се спротивни од оние за што се залага и за што цврсто стоите вие од партијата на ставот дека уставни измени под бугарски диктат и притисок нема да прифатите? Па, точно е. Ова е уште една средба на високо ниво на која што ја организира ВМРО ДПМН, чија што делегација предводеше председателот Мицковски, и се надоврзува некако на бројните средби кои што ќе имавме во периодот на април, мај и јуни, но сепак станува збор за средба од највисок ранг. Можам да кажам дека беа плодни дискусиите кои што нашите представници ги имаат. Се сретнаа со председателот на Европската народна партија, која што е европска партија во која што членува и ВМРО ДПМН, господинот Манфред Вебер, со Девид Макалистер, кој што е председател во Европскиот парламент на Комитетот за надворешни работи на парламентот, но и со бројни други представници кои што се дел од Европската комисија и од Европскиот парламент. И можам да кажам дека тоа беше добра прилика да се искажат ставовите на ВМРО ДПМН кон сите актуелни состојби кои што се случуваат, а особено кон овој наметнато решение кое што владата сака да го протурка за уставните промени без никакви гаранции, без под бугарски диктат и без никаква заштита за македонскиот национален идентитет. Сметавме дека е многу потребно сега во овој момент да бидеме присутни и во Брисел, каде што се носат одлуките за иднината на Европа, за да можеме да покажеме нашиот став по повод овие прашања. Мислам дека имаше, според информациите кои што со мене ги споделија дел од делегацијата, мислам дека средбите биле коректни, пристојни, без било какви притисоци, без било какви закани и уцени или било што. Напротив, биле на ниво на солидна политичка дискусија, каде што се споредувале аргументите, се дознале некои битни прашања кои што се за Европа во овој момент, но многу позначајно се кажал јасниот став на ВМРО ДПМН за тој да не биде прераскажуван од страна на владините перјаници кои што многу почесто од нас се во овие главни градови. Како гледате на изјавата на вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич дека према неговите сознанија на Мицковски и на двајцата подпредседатели Николовски и Буцински при посетата на Брисел јасно им било укажано на тоа што било реално, а што не било реално во нивните барања и затоа сега, после враќањето на Мицковски од Брисел, очекувал ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, особено пратениците, да го променеле ставот и да ги изгласаат уставните измени. Имате ли повеќе информација околу изјавата на Мицковски која ја даде од Брисел дека власта, наместо да работи за доброто на Македонија и македонскиот народ, но и сите македонски граѓани, јако дошеле ВМРО ДПМН?
и кога сме кај вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич околу тоа кога ќе започнат процесот за уставните измени, како гледате на менувањето на вордингот, каде што од неговото сигурно обезбедување на двотретинско мнозинство за изгласување на уставните измени до крајот на јули, сега вели дека тоа ќе се случило кога ќе проценеле дека е соодветно за да се почне парламентарната дискусија, но посакувал првото гласање да се случило на крајот на јули. Што чекаат и кој момент го чекаат? Дали таа искра надеж за измената на уставот под бугарски диктат, која се уште ја имаат оние од ова ненародна власт и владаачко мнозинство, ја темелат на заселениот притисок на меѓународната болдужер дипломатија, која е се подачестена, но и на евентуална некоја ветена поддршка од страна на европските бриселски бирократи дека ќе успеат преку притисок да го скршат раководството на ВМРО-ДПМН и некои од пратениците. Дали ова посета на Брисел од страна на Мицкоски и на двајцата подпредседатели беше изнудена посета? Ќе успеете ли да ги издржите силните притисоци? Посетата беше планирана подолго време, околу 2 месеци можам да кажам, и мислам дека е позитивна затоа што знаете кога сте политичка партија во опозиција малку имате шанси да ги кажете своите ставови там каде што се носат одлуките. Спротивно на тоа, власта е постојано во главните градови во Европа и може постојано да кажува својата вистина. Што се однесува до Бојан Маричич, има еден суштински проблем и кај него, и кај Артан Груби, и кај Ковачевски, а тоа е дека никогаш не излегле на избори. Тие никогаш не биле носители на листа на парламентарни избори, никогаш не биле кандидати за пратеници, никогаш не оделе од врата на врата да бараат поддршка, и тие не чувствуваат никаква одговорност кон гласачите и кон граѓаните. Единствена одговорност чувствуваат кон тие кои што ги поставиле на овие позиции, да не забораваме, тоа е прво Заев, а второ, тоа се некои од нивните меѓународни партнери, особено во рамки на невладините организации како што се Сорос и останатите организации кои што ги поддржуваат, левичарски организации и институти, така што тие својата одговорност единствено ја чувствуваат кон овие луѓе, никако кон македонските граѓани, затоа што никогаш тие не ги гласале. И затоа тој лесно зборува дека ќе ги убедел пратениците. Се сеќавате Артан Груби зборуваше дека веќе имаат обезбедено 2/3 мнозинство. И ако тоа беше вистина, досега можеа десетици пати да го постават ова прашање во собранието и собранието едногласно да одлучи, како што тие велат, дека имаат 2/3, дека треба да се промени уставот на овој начин под бугарски диктати во овие околности. Шегата солена на страна, јасно е дека немаат никакво мнозинство, јасно е дека имаат проблеми во рамки на својата коалиција да ги убедат своите помали коалициони партнери дека треба да гласаат за уставните промени во ваков случај и сакаат дополнително да го малтретираат македонското општество. Значи, наместо да размислуваме како да се справуваме со постојаните коруптивни скандали, да размислуваме како да градиме општество кое што ќе привлекува странски инвестиции, кое што ќе биде силно, цврсто општество, ние се занимаваме веќе цела година, како поминаа протестите, против овој бугарски предлог, се занимаваме со тој бугарски предлог наместо да го ставиме позади нас и да размислуваме за решенија на суштинските проблеми кои што ги мачат граѓаните. Тука во Македонија сигурно забележуваат и од вестите кои што ги пренесуваат дека состојбата е многу лоша во сите општествени процеси. Значи, граѓаните не живеат убаво во било која област, дали сакате економија, сакате сиромаштија, невработеност, животна средина, било кое прашање кое што ќе го отвориме. Но ова прашање со бугарскиот предлог дополнително го малтретира општеството затоа што не може да се посвети на овие други прашања, од овие постојани притисоци кои што ги прави Маричич и таа екипа на ДУИ поддржана од својот веќе помал коалиционен партнер, а тоа е СДСМ, но ние ќе издржиме пред овие притисоци и налети на овај банда, затоа што знаеме дека тие немаат поддршката од граѓаните, а ние сме политичари кои што излегле на избори, кои што планираат да излезат многу скоро на избори и сакаме да ја заслужиме поддршката на македонските граѓани и да излеземе со чист образ пред нив и да кажеме ветивме дека ние не поддржуваме вакви промени, во ние избори до сега не сме ви кажале дека ќе го промениме уставот, затоа не го менувавме и сега бараме вашата поддршка за нашиот план како да ја водиме Македонија напред. Така што сме многу сигурни во
нашите аргументи и никој до сега не успеа да даде реален аргумент зошто треба да ги промениме тие аргументи. Во средата Ковачевски заедно со Маричики и Османи беа во Германија на средба со Олаф Шолц по поддршка, се разбира, за уставните измени. Зошто бараат поддршка за уставните измени во Германија? Имате ли некакви сознанија што им рекол Шолц на средбата, освен она што беше кажано на заедничката пресконференција? Како гледате на изјавата на Шолц која ја даде на заедничката пресконференција со премиерот Ковачевски за давање на лични гаранции дека нема да има дополнителни услови, а која изјава беше поврзана со изјавата на бугарскиот председател Румен Радев? До кога ќе не лажат со вакви усмени гаранции? Треба ли уште да им се верува на ваквите изјави и зошто ваквите изјави не ги процесуираат институцијално во рамките на Европската Унија или на Европската комисија и од вербални гаранции да прераснат во пишан документ? Има ли некој да им каже дека поддршката за уставните измени може да се бара и да се добие само од македонскиот народ и македонските граѓани, која поддршка сега ја немаат, а ја немаат ниту поддршката од пратениците на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, како и од целата партија и коалициони партнери, се разбира? Состојбата е, прво да се вратам еден чекор назад, Германија во времето на раководење на Ангела Меркел и нашата сестринска партија ЦДУ имаше донесено еден план кој што го имаше за пристапување на Македонија кон Европската Унија, кој што беше многу поповолен од овој француски-бугарски предлог кој што подоцна дојде, но за жал нашата влада не успеа да помогне, да лобира, да тој план на Германија стане и европски план и да тргнеме по таа патека, која што во рамки на планот го немаше овој билатерален проблем со Бугарија. Значи, рамката беше така напишана да протоколите и договорот со Бугарија не се дел од преговорите со Европската Унија, што значеше дека било какви разговори на историската комисија нема да имаат влијание на процесот на пристапување на Македонија кон ЕУ. Сега имаме нов канцелар, за жал, за среќа овој канцелар се залага за Македонија, тоа можам да го пофалам, но во исто време имаме канцелар кој што нема доволна цврстина и лидерство во рамки на Европската Унија да своите ставови ги наметне како европски ставови, но замислете дрскоста на македонската влада, што дури на пресконференцијата изјавите за поддршка на Македонија ги преведува погрешно, намерно, за да постават дека човекот дал лични гаранции дека нема да постојат дополнителни услови од Бугарија. Напротив, тој, ако се гледа изјавата директно, тој кажа дека тој би сакал да не види други блокади од Бугарија во понатамошните преговори. Нешто што сите сакаме, нешто што сите се залагаме, секако. Но тој во ниту еден момент не кажа дека лично ќе гарантира за тоа, затоа што самиот е свесен колку еден човек може да гарантира или не може да гарантира. И вие во вашето прашање токму го посочивте кој е актерот кој што треба да ги даде гаранциите. Тоа се институционални гаранции во рамки на Европската Унија. Затоа што кога имате гаранции од страна на целата Европска Унија, тогаш вие можете да верувате во процесот дека тој ќе биде кредибилен и дека бугарите нема 3 дена после промената на уставот, евентуална промена на уставот, да имаат две нови барања со кои што ќе стават вето. Само силни институционални гаранции, пишани, можат да бидат заштита на нашиот процес на преговарање со Европската Унија. А изјави за поддршка се добредојдени, во секој случај немаме ништо против тоа. Напротив, честитаме и благодариме на Германија за ангажманот. Германија е една од супер силите во рамки на Европската Унија, но и самите се свесни, предводниците во Германија се свесни дека само нивните зборови не се доволни. Можам да ве потсетам на пример на изјавите на Федерика Могерини пред 3-4 години, веќе 5 години се поминати, кога изјавуваше дека таа лично гарантира дека веднаш почнуваме процедура на пристапување кон ЕУ, само да го промениме името. Денес Федерика Могерини е на маркините на политиката, никој не би знаел да ви каже со што се занимава конкретно, и незините гаранции и зборови беа тогаш добри за слушање, но гледаме дека никаков сериозен ефект немаат, затоа што 3 месеца после промената на името ни се случи француската блокада. Така што треба да бидеме сериозни. Нашиот план кој што го предложивме е многу сериозен и многу комплексен и тој опфаќа
ваков тип на гаранции, кои што сметаме дека Европската унија, ако навистина сака да ја види Македонија како дел од тоа семејство, лесно може да ги даде. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Димитар Ковачевски на таа пресконференција на која рече дека подобар договор од овој пред нас нема? Ве чуди ли ваквата негова изјава и на што ви укажува? За кого работи Ковачевски со ваквите изјави? Дали ова не е уште еден доказ дека оваа ненародна влада мува, не ги лази тоа што распродадува се што е македонско и тоа што го распродадува најсветлото и на своето? Ковачевски единствено го интересира, сега ќе бидам многу директен и многу искрен, го интересира како може на својата сопруга да ја продаде уште некоја парцела за уште некои фотоволтаици и како може да продолжи бизнисот кој што го има со Артан Груп и со представниците на ДУИ. Се работи за луѓе кои што работите ги гледаат трансакцијски. Тој е ставен на позиција менаџер на влада, јас често кажувам тоа е врштална должност, тој не е вистински премиер, затоа што никој не го изгласал, ниту него, ниту неговата влада, и тој единствено што го интересира се како подолго да остане на своето столче, кој што го окупира, и како за време додека е на тоа столче да направи што е можно повеќе капитал. Ништо друго не го интересира. Човекот ниту некогаш се занимавал со политика и е свесен дека и после оваа епизода од неговиот живот никогаш повеќе нема да се занимава со политика. Прво затоа што ги нема доволно своите квалитети кои што се потребни за еден човек да води држава, и тоа го гледам од кога дојден сме постојано во криза, и второ затоа што тој немал никогаш ваков интерес. Тој сакал да биде менаџер на голема компанија, да заработува многу пари. Тоа е интересот кој што ги има. И од тука не ме чуди изјавата дека според него тоа е најдобриот договор, затоа што тој не се не интересирал да ги види деталите на тој договор. Јас често го споредувам овој договор со договорот за Бехтеленка, за автопатите. И овој договор со Бугарија и францускиот предлог и договорот со Бехтеленка се пишувани од туѓенци. Наш експерт, македонски, домашен или политичар не учествувал во пишувањето. Што можете да очекувате кога некој друг ги пишувал договорите, а вие сте дошле, сте подпишале затоа што тоа ќе ви гарантира уште 3, 5, 6 месеци на позицијата. Така што тој од тука така ги гледа работите трансакционо, воопшто не се секира за суштината на проблемот. И не може да очекувате дека тој ќе се избори за подобар договор, а тоа е можно. Можно е да се избориме за подобар договор ако покажеме национална цврстина, дека ние сите заедно застануваме позади ставот дека овој договор не ни се допаѓа и дека можеме да стигнеме до нешто подобро. Не кажувам дека ќе постигнеме уште максимални барања, дека ние ќе успееме да тргнеме Бугарија еднаш за секогаш од нашиот врат во текот на преговорите, но сепак мора да се заштитиме, да ги заштитиме работите за кои што другите народи не преговараат, никогаш не преговарале. Замислете да требало Унгарија при своето пристапување да дискутира дали унгарскиот јазик е унгарски или тој потекнува од некој друг јазик. Мислам, тоа нонсенс е за било кого што ќе го прашат. Така. Како гледате на изјавата на дел од пратениците на парламентарното мнозинство, но и некои аналитичари дека вметнувањето на бугарите во уставот било најдоброто решение кое произлегло од францускиот предлог и дека веќе не се зборувало за бугарски дијалект и за територијални претензии и дека со нивното вметнување ќе сме разбиеле фамата дека сме еден народ во две држави, кое нешто е сосема спротивно од она што пред неколку дена го кажа бугарскиот председател Румен Радев, дека уставните измени се само почеток и дека сме биле држава која има туѓа историја и дека нашиот идентитет бил изграден на антибугарска основа и со присвојување на бугарската историја. Имате ли некакво логично објаснување како тоа и зошто оние од оваа ненародна власт, а тука се и пратениците од парламентарното мнозинство, не можат, или пак не сакаат можеби, да сватат дека многовековната историја е коренот на нашиот идентитет? Прво би сакал еден краток коментар, да не звучи како навреда, но овој парламентарен состав на мнозинството е убедливо најслабиот кој што СДСМ го имало во историјата на независна Македонија. Тоа треба и вашите гледачи добро да го знаат, затоа што СДСМ имало и квалитетни пратеници во минатото, иако не сум се согласувал идеолошки со нивните ставови, но имало многу пописмени, многу поквалитетни, многу по етаблирани експерти во различни области со кои што било интересно да се дискутирали, да се слушаат ставовите. Сега се работи за
буквално најлошиот можен избор и тоа се гледа постојано ако ги следите дебатните емисии во Македонија, не се гледливи воопшто од нивото на дискурс кој што го има. Сега за ова прашање е многу важно. Еден народ во две држави и ставот на Румен Радев, тоа е многу значено да се расчисти како дилема, затоа што постојано го кажуваат дека вклучувањето на бугарите во македонскиот устав ќе значи дека во Македонија живеат и македонци и бугари, што значи дека се разликуваме како народи. Зошто е ова голема лага? Прво затоа што Македонија уште од своето основање, а дури и во времето кога сме биле дел од Југославија, признавала и прифаќала дека постојат и македонци и бугари. Тоа за нас било е затворена тема. Никој во Македонија не вели дека бугарите не се бугари, туку се македонци. Сите кажуваме дека си постојат македонци и си постојат бугари. И македонскиот устав е изјава на тој став. И тој став постои со години. Тоа е како да сега да кажеме дека во Македонија не постојат хрвати или не постојат срби. Постојат нормално дека постојат и ние ги прифаќаме. Исто тоа и со бугарите. Тоа не значи дека Бугарија ја прифаќа различноста. Туку тоа значи дека само ние ја подвлекуваме дека ние сметаме дека има македонци, македонски народ и дека во Македонија живеат бугари. Добро. Што тоа и значи на Бугарија? Ништо. Затоа што Бугарија не го прифаќа истото. Јас ќе се согласев со оваа теза дека конечно се потврдува историскиот факт дека ние сме различни народи, ако и Бугарија во својот устав напишеше бугарскиот народ кој што ја создал Бугарија, но во Бугарија живеат и македонци, турци и други. Тогаш ќе речевме, аха, сега е навистина така, Бугарија не го негира македонскиот национален идентитет. Сето другото е лага. Затоа што со вметнувањето на бугарите во македонскиот устав, ние самите само потврдуваме дека во Македонија живеат и бугари. А бугарите немаат никаква обврска. Затоа ние бараме реципроцитет. На кој начин го бараме тој реципроцитет? Бугарија да ги прифати и да ги имплементира пресудите на Судот за човекови права од Страсбург, со кој што се гарантира организацијата политичка и здружувањето на македонците во Бугарија. И на тој начин, како европска држава која што е членка на Советот на Европа, Бугарија да си прифати дека во Бугарија се живеат македонци кои што имаат право да се организираат во здруженија, во културни клубови и во политички партии. На тој начин ние можеме да бидеме сигурни дека Бугарија го потврдува овој историски факт дека си постојат два народа кои што се развивале различно. Може би потекнуваат од заедничките јужни Словени, но секој од нив си имал своја историска, цивилизацијска, антрополошка патека. И таа треба да се почитува. Во спротивно, сето ова е директна лага која што ја кажуваат тука некои представници дека на овој начин се поддржувало дека ние сме два различни народи. Тоа е сам небулозно, сами повторно да потврдуваме едното исто. Како гледате на писмото кое бугарскиот председател Румен Радев го испрати до лидерите на земјите членки на Европската Унија, во кое писмо бара пристапниот процес за Македонија да не се одвива врз политика на лобирање? Ќе бидам многу краток по ова прашање. Мислам дека бугарскиот председател Румен Радев е експонент на руската влада во Бугарија и е еден од главните поддржувачи на политиката на дестабилизација на целиот балкански регион и тој само ги маскира своите вакви ставови затоа што сака целиот регион да биде нестабилен со ставови за бугарски национализам и за притисок кон Македонија и како таков мислам дека треба да се маргинализира затоа што некако имам надеж дека има нова бугарска влада во Бугарија, иако нестабилна, кршлива и така натаму, дека таа има потенцијал можеби да повлече малку поинакви политики кон Македонија. Многу е штетен неговиот став, па е многу моќен во исто време, затоа што има сериозна поддршка во бугарското општество и тоа навистина ме плаши, затоа што може да очекуваме ново вето од Румен Радев во рамки на европското пристапување, дури и да правиме еве утре да се случат промените на македонскиот устав. Така, нешто и за изјавата, односно пораката на председателот Пендаровски, кој од Подгорица, Албанија, каде што се одржа самитот на шефови на држави и влади на земјите членки на процесот за соработка на Југоисточна Европа, порача дека уставните измени треба да се завршат до крајот на ноември, додавајќи дека, цитирам, не би сакал да помислам воопшто на опцијата само себе си да се блокираме, кога веќе минатата година ја усвоивме преговарачката рамка. Најлогично е да ја завршиме таа работа и да
продолжиме со втората конференција за членство во Европската Унија, завршен цитат. Како гледате на дел од новинарите кои го користат терминот Македонија ја прифати европската преговарачка рамка, кога вистината е сосема друга, а тоа е дека оваа ненародна влада, спротивно на мнозинството на македонскиот народ и македонските граѓани, и спротивно на она што од вашата партија и коалицијата за обнова на Македонија, како и од некои вонпарламентарни партии и експертската јавност, кои силно се спротивставуваат на преговарачката рамка, ама не беа послушани, туку спротивно од тоа ја прифатија, ветувајќи нешто кое сега не можат да го испорачат. Без да навлегувам во психолошкиот профил на господинот Пендаровски, ќе забележите дека неговиот став од лани до оваа година 100% е променет. Тогаш сакаше да контрира на владата и да биде доминантен, па се навредуваше со бугарскиот претседател, па кажуваше дека тоа нема да ги прифати овие промени, дека ќе бидат цврст во ставовите во одбрана на македонскиот идентитет, а сега забележуваме дека има комплетно поразличен став, а тоа е затоа што човекот сака да се умилкува на СДСМ за да биде нивни кандидат за претседател на следните избори, кои што доаѓаат навистина брзо, тоа треба да се случи до крајот односно на почетокот на следната година. И од тука ќе видите дека во неговите ставови последниве неколку месеци, од кога почувствува дека има некоја конкуренција во рамки на СДСМ, дека можеби некој друг ќе биде нивен кандидат, гледа максимално да се прилагоди на ставовите на Ковачевски на СДСМ, иако и самиот е свесен дека тие ставови ќе удрат во зид и нема да го добијат потребното мнозинство. Ако сметаат дека имаат поддршката, тие требаше што побрзо да ги стават уставните промени во собрание, но многу попаметно ќе беше, гледајќи ги анкетите, гледајќи ги ставовите на македонските граѓани, следејќи ги протестите кои што се случуваа минатата година, да речат застанете полека, дајте да промениме 1% од преговарачката рамка и тогаш да прифатиме сите заедно да отидеме напред. Често сум покажувал тоа, бугарите беа многу интелигентни кога бугарската влада со својата нестабилност, со ситуацијата која што има, постојано се враќаа во својот парламент и градеа консенсус со сите бугарски политички партии, независно дали се од власт или од опозиција, излегуваа подсврсти и поорганизирани во тие преговори. Нашите излегуваа сами, еден-двајца така наречени експерти, во некоја игра на време, па сега кажувам не, утре кажувам да, и на тој начин се направи многу сериозна штета на македонската преговарачка позиција, на македонските национални интереси, со која што ние ќе мораме да се справуваме како идно мнозинство и да гледаме како да ги надминеме овие проблеми кои што ни ги оставаат во аманет, наместо да ни остават една заедничка национална позиција која што понатаму можеме само да ја надградуваме како следно мнозинство. Во четвртокот вечерта, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски им ги скрати маките на Ковачевски, Ахмети, Османи, Маричич, но и на другите коалициони партнери, изјавувајќи дека, бидејќи до тој момент не слушнал дека прифаќаат еден од двата предлози кои беа намаса на лидерската средба, единствениот избор кој сега останува намаса е опцијата за предвремени парламентарни избори. Како гледате на овој чекор на Мицковски и какви се очекувањата? Како ќе реагираат овие од оваа ненародна власт? Имате ли вие од ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија план како да се излезе од оваа ситуација која сега се наоѓа Македонија на патот за членство во Европската Унија, без при тоа да се загрозат македонските национални интереси, идентитетот на Македонија и македонскиот народ? Дали можеби сте и размислували и за враќање на сето она кој е незаконски и одземено на Македонија и македонскиот народ, како и македонските граѓани? Ние бевме многу конструктивни и предлозите кои што ги дававме беа во насока да се надмине проблемот кој што владата ни го наметна. Овој не е проблем кој што граѓаните го наметнаа на државата, не е проблем кој што опозицијата го создаде, ова е проблем кој што владата надуи претежно со својот ангажман, Бујар Османи и екипата околу него, поддржана секако од Ковачевски, и го наметна на Македонија и не соочија со проблем. И нашата идеја беше, даваме предлози како да се надмине тој проблем. Првиот пат предложивме ние да бидеме дел од работните групи за преговори, па предложивме хрватски модел на преамбула на уставот, предложивме опција на одложена примена на уставни промени кога ќе станеме членка на Европската Унија, за да не може никој да не блокира во овој процес. И четвртиот предлог е оној пакет предлог кој што го предложивме за
заштита на македонскиот национален идентитет, социјален економски пакет и реципроцитет во Бугарија, за да можеме да одиме кон евентуална промена на уставот кога за тоа ќе дојде време. Овие предлози беа одбивани и ние, односно претседател Мицкоски, донесе одлука која што во целост се поддржувам, а тоа е да се престане со предлозите, затоа што се гледа дека тие предлози само се злоупотребуваат од некои платеници во рамки на така наречената помала опозиција, а платеници од страна на Артан Груби и некои странични, да речеме, медиуми, кои што само го искористуваа нашата добра волја за да плукаат по ВМРО ДПМН, за да плукаат по македонскиот народ и да може да се створи една состојба во која што гледате сите се исти, сите имаат исти ставови, не е важно за кого ќе гласате, седете си дома, за да може СДСМ со ДУИ да продолжат да влада. Затоа решивме дека е многу подобро да престанеме со нашите предлози. Во овој момент владата нема никаков легитимитет и затоа нема ни потреба со неа да се преговара и време на предвремени парламентарни избори да кажеме кој е нашиот став, нашиот план и да го слушнеме планот на СДСМ дали тие го промениле или остануваат на нивните исти ставови. Нашата идеја, нашиот план ќе го изложиме во предизборната програма. Во основа ќе се содржат овие предлози кои што ги дававме и до сега, но тие ќе бидат надградени заради тоа што мораме да го заштитиме македонскиот национален идентитет, јазик, историја, посебност и култура во текот на преговорите. Што се однесува до задржување или враќање на изгубеното кое што го прашавте на крајот од вашето прашање, мислам дека единствениот начин тоа да се случи ако успееме да влеземе во Европската унија со заштитен македонски национален идентитет и одвнатре од институциите на Европската унија да ги штитиме нашите посебности, различности, да го штитиме македонскиот национален идентитет одвнатре, како и да ги користиме сите механизми на Европската унија за тоа. Вака однадвор, кога сте сами и мали, кога немате голема поддршка, тоа е навистина тешко, но клучот за сето ова, и тука ќе затворам со ова прашање, е македонско национално единство. И тоа навистина ни недостасува сите овие 30 години. Ние мораме како македонци да заборавиме на нашата партиска припадност, на нашите преференции економски и било какви други, на нашата класа, состојба финансиска и така натаму, да седнеме сите заедно и да се договориме за ова прашање. Дека ние мораме да го заштитиме како мал народ, еден од најмалите на Балканот во моментов. Ние само ќе губиме луѓето постојано. Мораме да најдеме начин како да се го заштитиме македонскиот национален идентитет и сите заедно како македонци да излеземе со еден заеднички став и тој да го браниме до влегувањето на Македонија во Европската унија, а понатаму да работиме на промоција. Во спротивност, ако секој од нас излегува со различен став, Пендаровски кажал едно, Ковачевски кажал сосема нешто друго, ВМРО ДПМН може да постави позиции, но сите мораме да застанеме позади тие позиции. Не смееме да излегуваме, односно да кажам да излетуваме со изјави кои што ќе му наштетуваат на идентитетот, особено веќе се вратам на една изјава на Пендаровски кога кажа дека Гоце Делчев имал бугарско минато или имал бугарски корени. Тоа е катастрофално нешто кое што вие после ви треба 2, 3, 4 години да може да се оправите како став. Вака треба да имаме еден заеднички став како нација и тој заеднички став да го брани. Време. Господине Андоновски, како гледате на често поставуваното прашање од страна на новинари блиски до власта, кое гласи: дали постои нешто што ќе ве предомисли вас од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија да го промените ставот и да се најдете на некој начин, на некоја средина со владата и заедно да ги изгласате уставните измени? Па ние предложивме да има некаква средина, но за жал не беше тоа прифатено од страна на СДСМ и беше злоупотребено да се искористи дека ете ВМРО се прифаќа нивните ставови, дека треба да се случат уставни промени под бугарски диктат и тоа се покажа дека не е вистина, тој балон е пукнат, луѓето се свесни за тоа и сега сметаме дека е подобро фрустрацијата на граѓаните да излезе на избори, да се испразни општеството од таа негативна енергија, за да може да продолжиме напред како нормална држава се развиваме. Така. Како гледате на она што се случува во последниве месец-два околу вокабуларот на пратениците од парламентарното мнозинство, но и на сите оние од повисокиот ешелон на владата, кога станува збор за употреба на историското име на Македонија? Зошто се почесто ја одбегнуваат сега кованицата Северна Македонија и наместо тоа го користат историското име Македонија?
Ова е уште една манипулација која што се случува. Ќе се сетите дека на почетокот при промената на името постојано се повторуваше тоа северна на сите емисии, на сите настани и така натаму. Сега играат една двојна игра, кога се во прилеп, да речеме, или во битола, тие кажуваат Македонија, македонски јазик, македонци, ние сме тоа што сме биле и така натаму, но во исто време кога ќе се спакуваат и ќе патуваат со авион некаде во Западна Европа, тие веднаш го променуваат ставот и се продолжуваат со тоа северна и не им пречи кога на пример ќе се искористи германската кованица Nord Macedonian за македонскиот јазик на пример или за нив како народ, за македонците, за нивните представници, пратеници како народ. И оваа дволичност, интересно што сте забележали вие, е многу присутна во општеството и сега тие што беа главни, на пример, експоненти на тие уставни промени, како да речеме Максим Димитриевски од Куманово, никаде нема да го слушнете како го користи терминот северна, а тој беше дел од таа екипа која што ги поддржуваше промените, јавно кажуваше дека се залага за промена на името. Тука би го спомнал исто така и Љупчо Ѓоргиевски, поранешниот председател на ВМРО ДПМН, сега председател на ВМРО Народна, но и многу представници на СДСМ, кои што сега се, да речеме, големи патриоти и одбиваат да го користат името Северна, а во исто време сегде каде што постои зборот македонски, кој што е дозволен со договорот од Преспа, и тој го бришат. Например, вие немате повеќе во Македонија македонски народен театар, немате македонска филхармонија, немате, сега видов, македонски културен центар во странство, туку имате културен центар на република со новата придавка. Така што тоа е една сериозна дволичност која што мислам дека македонските граѓани сите ја забележуваат и навистина е безпредметна. Пред 10 дена македонската јавност дозна дека Рамис Мерко, градоначалникот на Струга, е ставен на таа црна листа за непожелна личност за влез во САД поради некова вмешаност во значајна и висока корупција. До денес гледаме дека тоа баш него ни потресува струшкиот градоначалник, туку пак неговата матична партија ДУИ. Од обвинителството најавија дека по допрен глас ке покренеле постапка против Мерко, а и од ДУИ повикаа на детална истрага. До денес неаме слушнато дека се преземени некои посериозни чекори, освен изјавата на Мерко дека ќе соработувал со истрагата. Други посериозни детали нема, а Мерко се уште е во градоначалничката фотелја. Дали вие имате некои сознание дека се преземаат соодветни сериозни чекори од страна на обвинителството и каква разврска очекувате? Ќе го снајде ли истата среќна судбина како неговиот лидер, кој само 2 години, мислам на Ахмети, кој само 2 години беше на црната листа, а потоа експресно беше повлечен, а македонската јавност воопшто не дозна ништо за некакви си последици од тоа што тој беше на црната листа. Зошто ДУИ не побара оставка од Мерко? Дали за вас лично, но и за ВМРО ДПМН како партија, ставањето Мерко на црната листа не е малку и индикативно, бидејќи се прави во момент кога вие од опозицијата притискате ДУИ да не биде дел од следната влада. Ви мириса ли ова на еден вид фрлена сламка за спас на ДУИ од страна на Стейт департментот преку фрлање на Мерко повода со цел да представа ДУИ како државничка партија? ДУИ не може да се откаже од Мерко затоа што тогаш би требало сите да се откажат во рамки на нивното лидерство, затоа што сите имаат вакви коруптивни скандали и дури можам да кажам дека Мерко со сета негова дрскост и однесување кој што го има и начинот на кој што го ја води општината е мало дете со вака народен речник за криминалците од ДУИ. Неговите партнери, неговиот шеф, неговите сопартици се уште по криминогени. Знаете што е интересно? Обвинителството и МВР започнале постапки против Мерко уште пред 10 години, можеби и повеќе. Проблемот е што никогаш тие постапки не излегле на виделина и никогаш немале своја правна разрешница и завршница. Затоа што и баш кога е таква ситуацијата, вие го провоцирате и населението, но и меѓународната јавност да реагира и да ве става на овие црни листи. И ќе ве потсетам на една сентенца од одлуката на Стейт департментот, таму не вели има сомнежи, туку таму вели бил вклучен во криминални активности. Значи, тие веќе имаат сериозни податоци
документи, докази врз основа на кои не кажуваат дека се сомневаат, туку кажуваат дека такви криминогени активности имал. Жално е што една независна држава веќе 30 и кусур години треба да чека некој друг, макар било тој Соединените американски држави, да им каже дека нивните најголеми представници на партијата која што е 20 кусур години на власт се криминогени и дека тие треба да сносат одговорност. Жално е што сами не си ја завршиле домашната задача и можам да кажам дека можам да зборам само за иднината дека сите луѓе кои што се огречиле пред законот, за кои што има постапки во обвинителствата, во судството, ние ќе направиме секако идно мнозинство и на влада да го поттикнеме обвинителството и судството да ги разрешуваат овие прашања. На крај нека се докаже дека некој од нив е невин, некој од нив е виновен, но постапките мора да имаат свој почеток, свој тек и своја завршница. Во спротивност, сите ќе живееме во некоја полувистина, во некој сив свет, а луѓето како мерко ќе имаат средства за нови возила, за нови канцеларии, за луксузен живот и така натаму. А дуи не очекувам никаква промена да направи се дека не оди во опозиција, затоа што сите се криминогени. Буквално сите во раководството се криминогени. Првиот вице-премиер Артан Груби пред некој ден најави закон за формирање на некаква си нова комисија за истражување на корупција и криминал. Како гледате на ваквата најава на Груби? Дали на повидок е уште една потврда на познатата кованица, ако не сакаш да се заврши некоја работа, во тој случај веднаш формирај комисија? Замислете Артан Груби, кој што потпиша договор за надзор, односно поддржуваше договор за надзор на автопатите од страна на компанија која што произведува долна облека, ќе истражува корупција во другите органи. Или Артан Груби, кој што се расправа на отворена сцена веќе 2 месеци со претседателката на антикорупцијска комисија, кој имал надлежност, кој имал капацитети, кој му бил симпатичен и зошто таа водела постапки против него. Сега тој ќе формира комисии за справување со корупција. Или можеби треба, ако веќе формира комисија, да се позанимава, например, со внуците на Али Ахмети, кои што купуваат на 24 години. Замислете, дете на 24 години, само што завршило, да речеме, факултет, троши 30 милиони евра да купи еден од најлуксузните деловни објекти во Скопје, во самиот центар на градот, а тој е центарот Соравија. И сега во една ваква ситуација, каде што го имате Мерко како, да речеме, помало дете, го имате внукот на Али Ахмети, го имате Артан Груби како луѓе кои што очигледно се занимаваат со недозволени активности, истите тие да формираат комисија за справување со корупцијата или за борба со корупцијата. Постоечките закони се многу добри и многу јасни во оваа област, само треба да се применуваат, а тие ќе можат да се применуваат само кога ДУИ ќе биде во опозиција. Во спротивност, тие го имаат окупирано, заземено, како паразит се имаат закачено на секое здраво ткиво во македонското општество, од судовите, од обвинителството, видовме кој е главен обвинител, од судството, обвинителството, политичката сцена, бизнис секторот, и тоа може да се прочисти само ако ДУИ со ова раководство се замене во опозиција. Господин Андоновски, како гледате на дописот од австрискиот амбасадор во Македонија до медиумите, во кој допис се укажува за наводна спрега помеѓу извршители, нотари и судски функционери, а поврзани со неможноста австриска фирма да си наплати долг од 4,5 милиони евра во меѓународна арбитража од македонска фирма која го оттуѓува имотот иако е тој замрзнат. Дали ова е уште една шлаканица на адреса на македонското правосудство? На што укажува ваквиот аларм од австрискиот амбасадор и поважно од тоа, зошто молчат и нема никакви реакции од надлежните институции во државата пред се Советот на јавни обвинители и државниот јавен обвинител, но и висшето јавно обвинителство? Господинот Вуцас го кажува тоа што сите бизнисмени во Македонија го мислат последниве 5 години. И за жал од држава која што беше во топ 5, во топ 3 држави во регионот, па и во светот за водење бизнис или за реформи за водење бизнис и привлекување на странски инвестиции, и држава која што својот процес на тоа се нарекува на бебиситерство на странските инвеститори, кога тие веќе ќе инвестираат во Македонија, го правеше перфектно, па имавте странски инвеститори кои што по 2-3 пати инвестираа во нови фабрики во Македонија. Стававме држава која на отворена сцена ги рекетира странските инвеститори и нормално е оние кои што го штитат тој интерес, затоа што тоа се компанији кои што плаќаат данок во Австрија, да го
да го кажат тоа кај амбасадорот и амбасадорот да реагира затоа што не нашол друг начин. Човекот сигурно имал средби предходно со владините представници, но не успел да издействува решение за ова прашање и затоа ова е еден крик, еден апел до медиумите за да го пренесат и го направи тоа што сите го мислат. Буквално ако прашате бизнисмен во моментот во Македонија, помал, поголем, дури од малска продавничка до најголемите фабрики и бизниси во Македонија, ќе ви кажа дека многу лошо се живее. И тоа не е само заради кризата, туку заради отворениот рекет кој што им се прави од страна на судско обвинителски спреги, извршители, други бизниси кои што се блиски со владата и директно од политичари. И заради тоа ова е многу сериозен аларм кој што треба да се разгледа, да треба да се отвори постапка, да се отворат постапка со одветните институции, да се испитаат, но јас искрено не очекувам, затоа што видовте каков е судскиот совет, како функционира, со што се занимава, какви се внатрешните односи на овие луѓе, видовте како функционира советот на јавни обвинители и јас не би очекувал од овие луѓе да поведат било каква постапка, но ајде да оставиме времето да покажем, можеби ќе ме демантираат, иако навистина сум скептичен. Но ова е тоа што го зборуваат сите бизнисмени. А како гледате на изјавата на Државната комисија за спречување на корупција и криминал дека не можат да побараат од каде и на кој начин се здобил внукот на Али Ахмети со толкова сума на пари преку 25 милиони евра, како што рековте, за да го купи трговскиот центар Суравија? Се случи, ова е само резултат на нешто што се случи предходно, а тоа е кога поранешната обвинителка Вилма Русковска сакаше да истражува како работи финансиската полиција. Таа беше веднаш променета и сега се покажа дека наводно немало никаква грешка од страна на финансиската полиција и нивниот директор. Инаку тоа е институцијата која што би требало да го истражува овој предмет. Факт е дека Државната комисија за спречување на корупција има ограничени ресурси и ограничена можност и дури да нема, дури се да истражи, дури да направи целосна анализа на овој случај со податоци кои што никој нема да им ги даде од финансиската полиција, тие немаат многу можности, можат да предложат отварање на предмет во обвинителство и тоа е тоа. Тука завршува нивната надлежност. Затоа треба да се занимаваат некои други институции, но како што реков и во дел од претходните прашања, не очекувам никој да се спротистави на ДУИ се додека ДУИ е партија на власт и заради тоа и бараме развластување на ДУИ во нашите постојани изјави кои што може да ги забележите. Законот за матична евиденција кој се однесува на правно признавање на родот и законот за родова еднаквост која го припрема Министерството за труд и социјална политика се теми кои кренаа доста голема прашина кај македонската јавност. Како гледате на овие два закони, односно предлог закони? Дали со ова се отвара уште една пандорина кутија од која како инкубатор ќе излегуваат разноразни родови? Кој е вашиот став, но и ставот на партијата кој е различен од вашиот? Како гледате и на пораките кои ги испрати архиепископот господин Стефан од протестот кој се одржа, а кој протест е прв и единствен во историјата на постојањето на МПЦ, и како гледате на изјавата на скопскиот епископ Давид која беше адресирана до пратениците во законодавниот дом дека доколку гласаат за законот за родова еднаквост, црквата може да ги исклучи од црковната заедница и да им забрани да се склучуваат бракови, крштевки, па дури и погреби? Многу во детали нема да го коментирам ставот на црквата, затоа што би сакал да ги поделам работите. Црквата има своји ставови, ние сме, да речеме, секуларно општество во кое што политичарите не би требало да се мешаат во работата на црквата. И обратно секако. Но прво мојот став на оваа тема, Македонија се соочува со старење и изумирање на нацијата. И тоа е најсуштинскиот проблем со кој што се соочува македонското општество. Затоа што се ќе помине, со се ќе се избориме. Но фактот дека ние немаме нова младина, немаме во толкава бројка, дека наталитетот е помал од морталитетот, дека луѓето се иселуваат, дека нема добри услови за живење, значи дека македонската нација ќе брои помалку од 1 милион граѓани и жители во Македонија за 50 години од денеска. Тие ќе бидат луѓето или иселени, или нема да се раѓаат доволно нови луѓе. Тоа е суштинскиот проблем со кој што се соочува Македонија. Не е суштинскиот проблем правото на еден, двајца или тројца да кажуваат дали се маж или жена и не
суштински проблемот дали ние треба сега да зборуваме за трансродови, за право да некој да стане маж само со изјава на некоја жена да стане маж само со изјава на нотар или обратно. Туку суштинскиот проблем е како да задржиме и сочуваме македонската нација од изумирање, затоа што проблемот е многу сериозен. Нас, заради економската состојба, заради социјалната состојба, годишно иселуваат 50.000 здрави, работоспособни луѓе кои што се селат во странски држави, кои што таму формираат семејства, кои што често веќе формираат семејства и со други нации, со други народи, едноставно стануваат други. Вие кога ќе се преселите во Германија после 10 на 15 години се ожените, омажите со германец, германка и веќе македонското, македонецот во вас природно се намалува. За разлика од тоа, ако останете во својата држава, ако ја градите Македонија, ако создавате семејство тука, вие ја градите македонската нација. И сега наместо се занимаваме, замислете како министерства, како влада со овој проблем, со овој најсуштински проблем, ние се занимаваме дали во матичната евиденција ќе можат да се запишуваат луѓе со различен род од својот биолошки пол. Мислам, тоа нема никаква логика и го прават многу мал број на држави кои што ги разрешиле своите суштински прашања. Има, мислам дека во Европската унија според тоа што може да го прочитам, само 5-6 држави кои што ова го дозволуваат. Сите други држави бараат биолошка потврда дека вие имате некоја хормонална ситуација, некои хормонални промени кои што ви се случуваат и состојби, а кои што ве тераат или ве прават да бидете поразлични од тоа што биолошки сте. Не сум експерт за овие прашања, не можам многу во детали да зборам, но мислам дека ја бегам од поентата. Со тоа што се затрчавме по одбрана на двајца, тројца, четворица кои што имаат некаков си став за неприродни или небиолошки состојби и тие сакаат да ги под наводници легализираат, ние ја губиме поентата дека нашата нација старее и дека исчезнуваме како народ. И за тоа владата на тоа би требало максимално да се фокусира, што јас не го гледам. И затоа го поздравив и протестот кој што се организираше, или собир, како да го наречам, затоа што мислам дека тоа е собир на свесни луѓе кои што гледаат дека состојбите во општеството се многу лоши и дека ние го губиме супстратот, го губиме населението, што е главниот ресурс. Вие џабе ќе градите фабрики ако нема кој да работи во тие фабрики. Не создавате иднина едноставно. Како гледате на изјавата на министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, која вели дека со законот за родова еднаквост ќе се подобрила положбата на жените во сите сфери на општеството, а кој предлог закон бил се уште во консултативен процес и се уште не е влезен во владина процедура? Прво, како правник, бев фрапиран од неписменоста на пишувањето на тој закон. Значи, зборам многу технички и правно, законот нема никаква логика. Се спомнуваат мажи, жени во еден пасус, па потоа се менува наративот во други лица, па потоа се враќа повторно на мажи и жени. И ако сака навистина да унапредат состојбата на жените во македонското општество, за што силно се залагам, тогаш тој закон немаше да содржи само 5% права на жените, а 90% права на други родови. И законот немаше да се вика закон за родова еднаквост, туку ќе се викаше закон за унапредување на правата на жените и мажите во Македонија, или закон за еднакви можности, еден убав термин кој што се користи во Европа, закон за еднакви можности на жените и мажите. Ние како општество мораме да им дадеме на жените не поголеми права, туку правата што ги заслужуваат, а тие се еднакви со сите други. Жените треба да бидат еднакво платени како мажите кога вршат иста работа, треба да имаат пристап до високи менаџерски позиции и во приватниот сектор и во државниот сектор. Треба да се посветиме на унапредување на правата на жените, на унапредување, односно спречување на борба, на спречување на насилството врз жените, кој што е навистина многу силно, да внимаваме на домашното насилство, семејното насилство, да видиме дали тука имаме можност да се подобриме и само на тој начин ќе создадеме општество во кој што сите ќе имаме исти права. Знаете, силни жени и жени со силни права градат силно општество. И само на тој начин можеме да градиме општество кое што ќе оди напред. Но тоа не значи извитоперување на правата на жените во права на некои си трети. Имаше една добра изјава за многу работи, не се согласувам со незе, Лилјана Поповска, поранешната претседателка на ДОМ, која што вели, долго време се занимава со овие прашања и навистина внимателно ја следев, и вели дека со овој закон всушност се одзема правото на жените да се борат за сопствените права.
затоа што се ставаат во еден ист кош со сите други, со најразлични групи, кои што не се процентуално големи, но кои што се многу гласни, многу вокални. И на тој начин жените, наместо општеството да се бори за правата на жените, се расправа меѓу себе општеството дали ќе дозволи, дали ќе гарантира или дали ќе унапредува права на некои други родови заедници. Инаку треба да бидеме фер да кажеме дека во Македонија долго време е дозволено промена на полот, тоа не е нешто ново и не гледам никаков проблем со кој што тие неколку мина во државата, не знам дали се 10 луѓе, дали се 20 луѓе би се соочувале, а многу сериозни проблеми па гледам со правата на жените, кои што навистина треба да се унапредува. И на овој начин се брише линијата помеѓу едното и другото и оваа борба станува идеолошка, некоја борба на прогресивните левичари, кои што нема никаква логика во македонско традиционално општество. Како ќе го прокоментирате молкот на вице-премиерката за добро владење Грковска на изјавите на вице-премиерот Груби дека ДКСК не ја бивало? Со кое право Груби дава такви изјави кога се знае дека антикорупцијска не е дел од извршната власт и дека единствено ова тело одговара само пред Собранието на Република Македонија? И зошто Собранието не реагираше на ваквите изјави на Груби со цел да го заштити ова тело кое самото го избра? Многу интересно, јас малку ја прокоментирав оваа битка помеѓу ДКСК и Артан Груби. Знаете, кога нешто не му се допаѓа на Артан Груби, тој започнува да ве навредува, да ви измислува, да гледа како да ве омаловажи, да се подсмева со вас, да биде вицкаст, така наречено. И тоа е знак на човек кој што не е сигурен во себе, нема изградено ништо во животот, се што изградил е заради Али Ахмети, се што има е заради Али Ахмети, ништо нема создадено сам и е свесен дека дури и во сопствената политичка партија нема никаква поддршка ако тука не е Али Ахмети, заради тоа е онаа војна која што се случува со огнените внатре во Дуи. Во исто време мене ме изненадува молкот на Собранието требаше да биде во заштита на Државната комисија за спречување на корупцијата, затоа што тој им се закани дека следниот состав немало да биде таков каков што е сегашниот, што значи дека тој би сакал да си види некои своји луѓе во рамки на ДКСК. И опасноста е голема дека најкорумпираните треба да ни диктираат каква треба да биде борбата против корупцијата. Ова е многу голема опасност, но за ова е значително виновна и вице-премиерката за добро владење Грковска, затоа што таа служи само за одење на настани, на пресконференции. Вие нема да видите ниту еден ангажман, реален ангажман на оваа министерка, вице-премиерка, подпредседателка на владата, ниту еден случај кој што го отворила, ниту едно казнување, така ветуваше дека ќе казнува, дека ќе опоменува владини функционери, тоа воопшто не се случува и заради тоа ова е само едно замаглување на очите на јавноста, истото што го правеше пред нејзиниот претходник кој што беше за антикорупција вице-премиер Љупчо Николовски, па видовме дека тој се занимаваше исклучиво со путарот. Тука му беше фокусот. Оваа жена исто се занимава само со панел дискусија. Јас освен на панел дискусија за поодредено прашање, јас не сум ја видел во некој друг ангажман и тоа е навистина штетно затоа што многу средства се трошат на граѓаните без потреба. Господин Андоновски, предлагам разговоров да го продолжиме со уште неколку кратки прашања за некои доста актуелни теми, а на кои прашања и не би имало потреба од подолг одговор. Како гледате на новата акција Феникс, покрената од Јавното обвинителство за организиран криминал, во која акција имаме 5 мина приведени и неколку изречени притвори, а има опфатено 15 физички и 7 правни лица, меѓу кои доста од нив се и оние кои биле дел од структурите на вашата партија. Ова е класичен политички прогон. Иако немав можност да навлезам во деталите на предметот, ќе забележав дека еден од обвинетите е господја која што беше градоначалник на општината Центар до 2009 година. Значи станува збор за обвинување или случај во кој што некој се обвинува за нешто што се случило пред 15 години. И зошто тоа баш сега се прави, кога го имаме Мерко, кога го имаме Артан Груби, кога го имаме Соравија Центарот на Али Ахмети, кога имаме бројни други случаи како Бехтеленка случај, се прави исклучиво за да се тргне фокусот на јавноста или дебатата од клучните проблеми за кои што зборуваме цела емисија кон некои предмети стари по 15 години, да се занимава јавноста дека некои поранешни структури на ВМРО ДПМН направиле нешто, набавиле споменици, па тие споменици дали биле по
по цена која што одговарала или не, едно независно судство и обвинителство ќе можеше да го разгледа случајот објективно и да каже да, постои или не постои криминал во дадениот случај, но умилениот обвинител на едниот дел од власта, господинот Лапе, соедно со умилениот обвинител на ДУИ Исламабази, си се занимаваат со ова прашање само заради еден дефокус, така наречен, на јавноста, за да ние да зборуваме за други работи, а да не зборуваме за криминалот на ДУИ. И само како таков процес го гледам ова, не очекувам дека никои детали ќе излезат во јавноста со факти, со аргументи, со бројки, туку очекувам дека вака ќе се расфрлаат пердови во натамошниот период, затоа што се свесни дека доаѓаат избори на кои што ќе доживеат сериозен порас од македонските граѓани. Како гледате на тоа што концептот за основно образование на пронешната министерка Мила Царовска од 2020 година сега многу забрзано се реализира? По предметот историја сега на удар на новите образовни модели е и учебникот по македонски јазик за 6-то оделение, во кои учебници сега учениците нема да учат за делото, односно делата на светите браќа Свети Кирил и Свети Методи, како и за делата на Свети Климент и Свети Нау, но и нема да учат и за целокупната историја и потекло на македонскиот јазик. Сега ги гледаме ефектите од таа штетна концепција на Мила Царовска и предупредувавме дека ова ќе се случи, ево се случува, и имаме веќе одлуки на Комисијата за антидискриминација дека децата со тоа што само до тоа што немаат учебници цела година се дискриминирани во однос на повозрасните или помалите дечиња од нив, но и дискриминирани во однос на поранешните децата кои што поминале низ 5-то оделение. Сега гледаме ова се наполнува со бришење на делови од учебниците, за ова алармиравме. И единствено што можам да кажам, да бидам краток, да не влезам во дискусија, затоа што ова заслужува можеби и цела емисија оваа концепција, многу е штетна, многу е опасна. Можам да кажам дека ние во нашата програма за следните избори веќе размислуваме, ќе предвидиме целосна ревизија на оваа концепција и нема да дозволиме некој да си поигрува со историјата на македонскиот јазик. Таа ревизија ќе прават експерти од областа на педагогијата, експерти од областа на историјата, на македонскиот јазик, кои што ќе не задржат таму каде што треба да бидеме, односно ќе оградиме македонскиот јазик идентитет онаков каков што е, историски и подготвен да ги преземе предизвиците на 21 век. Господине Андоновски, како гледате на новиот финансиски инструмент со кој владата ги нуди македонските граѓани да купуваат граѓански обврзници, а за возврат на тоа да добијат 5% камата? Можно ли е да ни се повтори ТАТ, каде што огромен број на граѓани беа прелажени? Без да бидам многу екстензивен, ова е една копија на општинските обврзници кои што ВМРО-ДПМН, градоначалниците предложени од ВМРО-ДПМН веќе ги подготвуваат повеќе од една година, а кои што се блокирани од страна на владата. Прв таков е градоначалникот на Штип, кој што се обиде да издаде обврзница која што му беше блокирана од владата, но таа обврзница општинска е за конкретни проекти. Тој во својот проспект за обврзницата предлага, односно гарантира дека општината ќе ги изгради тие 3 инфраструктурни капитални проекти со средствата кои што би ги прибрал од обврзницата. Владата има опасност ова да стане втор ТАТ, како што го нарековте, затоа што не предвидува дека со државната обврзница би се граделе капитални објекти. Туку таа ќе ги користи средствата од обврзницата кои што ќе ги прибира од граѓаните, ќе ги користи за подмирување на тековни долгови, за исплаќање плати и така натаму, што значи дека таа обврзница има своја штетност. И можам само да кажам дека е лоша копија на она што го прават општините. Еве, општината од која што јас доаѓам, општина Аеродром, има подготвено зелена обврзница за градење на инфраструктурни објекти со енергетски ефикасни компоненти и заштита на животната средина. Тоа се 4 месечини нови инфраструктурни објекти, од кои што дел се градинки, училишта и така натаму, во кои што граѓаните, ако сакаат да инвестираат во обврзницата, точно гледаат кај ќе одат нивните пари, на кој начин тие ќе се оплодуваат. Во оваа ситуација со државата тоа не го гледаме и парите не знаеме на што би можеле да се трошат. Мислам дека е само ефтин обид за спин. Како ќе го прокоментирате она што македонската јавност го дозна од Државниот завод за ревизија дека ако Македонија ги загуби 5 судски процеси кои ги води пред меѓународниот арбитражен суд,
а кои процеси се воделе од 2018 до 2022 година против Македонија поврзани со судски процеси на 5 фирми, во тој случај ќе треба да плати одштета од 1 милијарда евра и пола милијарда долари. Но и тоа дека досега само за адвокати биле потрошени 15 милиони евра од парите на граѓаните кои го полнат државниот буџет. Ова ќе, за да биде јасно на граѓаните, ќе го објаснам на еден поедноставен начин, ќе го спуштам на еден случај. Тоа е на пример случајот со клиничкиот центар што требаше да се гради во Скопје. На испланиран проект, на потпишан договор, владата од инат, од ништо друго, и од суета дека некој друг го подготвил договорот, го раскина договорот со италијанската компанија и влезе во ваков спор, арбитражен спор, кој што има опасност да го изгуби, затоа што италијанската фирма ќе каже дека изгубила планирана добивка затоа што една година се чекало за договорот да биде целосно раскинат. И ако ги изгуби средствата, Македонија ќе треба да плати пенали на оваа италијанска фирма, да нема изграден клинички центар. И ова се мултиплицирано по 5, затоа што се 5 различни вакви случаи и е сериозна опасноста, затоа што од една страна не сте доволно подготвени да влезете во арбитража, плаќате странски адвокати, дознавме дека тоа не се македонски адвокатски компании, не сте подготвени да влезете во арбитражата, влегувате на слепо, а влегувате од инат кон претходната влада која што потпишала некакви договори и граѓаните не добиваат ништо, финансиските средства ги плаќаме ние, но треба да знаат дека како што сега го злоупотребуваат членот 353 за злоупотреба на службената положба и овластување, на истиот тој начин членот 353 може да се искористи во обвинување на високи представници на владата за влегување, штетно влегување, знаејќи дека ќе предизвикаат штета на буџетот во раскинување на овие договори, нешто што ни се заканува по ваквиот случај за клиничкиот центар, но и за неколку други случаи. Господине Андоновски, ќе ве задржиме уште кратко. Вчера вие заедно со лидерот Мицковски и со Викторија Трајков, која е соработник за меѓународни прашања, остваривте средба со новоименуваниот амбасадор на Јапонија Отсука Казуја. На кои теми разговаравте на оваа средба? Во последните 2 дена имавме 4 средби со различни представници од Европската унија и пошироко, новиот амбасадор на Јапонија, новиот амбасадор на Република Полска во Македонија, амбасадорот Дейвид Гир на Европската унија, така што имавме вака прилично интензивна агенда овие неколку дена. Со амбасадорот на Јапонија интересно е дека разговаравме за продолжување на соработка помеѓу двете држави, затоа што иако добри билатерални односи меѓу Македонија и Јапонија, иако Јапонија е присутна во Македонија со билатерална помош, имаат програми за помош на општини, на помали грантови за некои невладени организации, сепак сметаме дека треба да има присуство на големи јапонски компании во Македонија во делот на дигитализацијата и високата технологија. Не сметаме дека Македонија може да биде врата на Јапонија кон Европа, затоа што имаме одлични договори за безцарински договори со Европската унија и производите произведени во Македонија од страна на големи квалитетни јапонски компании може да значат нивен лесен извоз кон Европската унија. Наидовме на разбирање од страна на амбасадорот, на позитивни вака ноти и беше пренесено дека негова главна мисија, можам да кажам, во Македонија би било поттикнување на економската соработка помеѓу двете држави и се надеваме дека овој прв состанок е само основ за продолбочена соработка помеѓу двете држави, особено кога ВМРО-ДПМН ќе преземе раководењето со институциите, особено во овој дел на инвестициите и на економските ресори. Рековте дека се сретнавте и со амбасадорот на Европската унија во Македонија Дейвид Гир. Зашто разговаравте со него и каков е неговиот став во однос на уставните измени и секако за единствената опција која што се е на располагање на владата, а тоа се предвремените парламентарни избори? Со амбасадорот Гир можам да кажам дека во 2 дела е разговорот поделен. Едниот дел е навистина беше поздравено од негова страна и од наша страна одличната соработка која што општините ја имаат со канцеларијата на Европската унија. Пред неколку дена во Велес беше отворена Европската куќа, Europe House, која што ќе биде свртувалиште на млади луѓе во градот Велес, која што е проект и на општината и на канцеларијата на Европската унија. Вакви проекти има неколку, соработката е добра, имаме реализации на неколку ИПА проекти од
предпристапната помош на Европската унија за Македонија, кој што ги реализираат општините, и вториот дел секако е политички, се однесува на овие прашања кои што и денеска ги дискутиравме со вас. Мислам дека Европската комисија во Македонија врши квалитетна работа и не завзема некоја страна во политиката. Мислам дека многу јасно ги следат состојбите кои што се во општеството, а ние го повторивме нашиот став кој што претседателот го кажа и во Брисел, дека не прифаќаме промени на уставот под бугарски диктат и во вакви околности и дека ќе бараме решение кое што ќе значи задржување на европскиот пат, продолжување на европскиот пат, но и зачувување сериозно и поттикнување промоција на македонскиот национален идентитет, кој што е наша главна одредница во овој дел. Господине Андоновски, ви благодариме и за денешното учество во Македонски корени. Причини задоволство како и секогаш. Имајте си убав остаток од викендов, пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. Многу ви благодарам уште еднаш за поканата. Неколку пати дискутираме, секогаш имаме уште многу прашања кои што остануваат за дискусија и голем поздрав до вашите слушатели и гледачи. Ви посакувам убава вечер на вас. Голем поздрав, се надеваме дека нема толку долго да биде доселето ваше гостување овде на Македонски корени, меѓутоа имаме многу соговорници, така да пробуваме некако на некој начин што почесто да му дадеме шанса на сите. Бидете ни живи и здрави, поздрав, останување. Голем поздрав, благодарам. Довидување.